Почитувани гледачи, добар ден. Слободен печат, медицинско катче. Утрово зборуваме за срцеви болести. Што е аритмија? Кога се појавува? Кога е вистинското време да се оди на лекар? Како се диагностицира? Дали со ЕКГ е доволна диагностиката? Утрово на оваа тема разговараме со доктор Иван Трајков, кардиолог од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата на Слободен печат. За темата која што е секојаш актуелна и секојаш неисцрпна и за нашите пациенти, а и за наш докторите. Така. Ајде најпрво да објасниме што е аритмија, како се појавува и кога треба човекот да дојде на лекар. Пред да почнеме за зборот аритмија, тоа е неправилна срцева работа од било која причина. Да објасниме дека нормалниот срцев ритам во мир, како што ние ве седиме овде, треба да ни биде помеѓу 60, 80, 90 удари во минута и тоа е земенот за еден нормален срцев ритам. Секој ритам, односно пулсот, што ќе го пипнат пациентите под 40, под 50, е нешто што би прв знак дека треба да се појават, некојаш и тоа и нормално за одредена индивидуа. И од другата страна, све што е над 100 удари во минута е познато во зборот како тахикардија, значи забрзана срцева работа над 100, тогаш исто треба да се побара кардиолошки некоја консултација. Обично овие тахикардии над 100 никогаш не е причината примарна во срцето, тоа се најчесто причина анемија, значи намалена вредност на железо, тироидната жлезда, зголемена намалена функција, респираторно, значи белодробието да е болно и така натаму, тоа се некои работи кои што прават аритмија, а не е примарната работа во срцето. А вистинските аритмии, проблемот е во срцето и тука е тоа што треба да го и превенираме и да укажеме на пациентите кога треба да дојдат на консултација, контрола, било што. Има ли некаква ризична група, зборувам по возраст или по пол? Дали кај се јавува повеќе кај мажи или жени? И кој е најмладиот пациент кај кој што сте диагностицирале аритмија? Половата разлика во овој случај скоро и да нема за одредени типови аритмии. Работата е со аритмиите, имаме аритмии кои што се вродени или аритмии што се појавуваат во многу мала возраст, тогаш многу е битно да се тие диагностицира дали тие аритмии се појавуваат врз основа на одредена болест или тие аритмии се појавуваат врз основа на одредена физиолошка варијанта на здраво право срце. Ќе се обидам да го објаснам што значи тоа. И втората група што е поголема се стекнати аритмии, значи секогаш во основа на таа аритмија постои болест на срцето. Дали е болест на мускулот како мускул, дали е болест на крвните садови, дали е болест на валвулите, тоа се клапните кај што крвта и така натаму, или комбинирано од овие сите фактори. Дури постојат и одредени состојби што прават аритмии, болести на бубрек, болести на црниот дроб, шекерната болест и така натаму. Тоа се дополнителни фактори и затоа кога лекуваме аритмија, треба прво овие сите познати ризик фактори да ги средиме до нормала, крвен притисок, шекерна болест, масмотии во крв, холестерол, физичка активност да стимулираме, тутунот како негативна фактор, па тогаш да преземеме која аритмија бара третман, која аритмија бара лекови, која аритмија бара третман у смисол на нефармаколошки третман со радиофреквентна аблација, тоа се електрофизиолошки студии да се види точно каде е лоцирана аритмијата и доколку постои можност да се тоа така наречено аблира, тоа е модифицира тој внатрешен дел на срцето со огромна успешност и ние сме многу горди во Систина, Џибадем Систина да практички скоро 95% од аритмиите ги средуваме со овие тип на аблативни техники и после тоа пациентот е излекуван, тоа значи после тоа он не прима лекови, не доаѓа, остануваат другите ризик фактори што спомнав, покачен крвен притисок и така натаму. Спомнавте возраста, да, аритмии имаме буквално од првиот ден после раѓањето, тоа се секогаш аритмии засновани на болест, значи тогаш тие се озбилни срцеви болни за жал тие дечиња и така натаму, но после 10-15 година од возраста се појавуваат аритмии, така наречени вродени аритмии, кои што на сите рутински прегледи немаме ништо, но се појавуваат аритмии заради тоа што постои во срцето еден спроводен систем, тоа се посемен систем на мускулни влакна. Ние не сме роботи да имаме секогаш исти ова, се појавува дополнително тоа мускулно патче кој што може да направи основа за кружна тахикардија
и тоа е една од најчестите во младата популација, зборам до 20 години, до 30 години што се појавуваат. Тоа е аритмија која што од чиста мира, кај што седиме сега, од пулс 70 почнува нагло да работи срцето 200, бидејќи тоа не е секојдневна работа, не е нормално. Да ние може да имаме пулси 180, 190 при максимална физичка активност, но во мир не можеме и секогаш почнува нагло, одеднашка, трае колку што трае, минута, 2, 5, саат, 2, 3, зависи од аритмија и нагло прекинува. Так, ако има пациентот ваква работа, веднаш консултација со аритмолог и тогаш се решава скоро во 95% пациентот. Значи, доколку ве разбрав, пулсот е тој кој што треба да биде почет на некаков симптом за да може да се појави кај кардиолог. Апсолутно, тоа е една работа и втората огромна група е неправилна срцева работа. Ова зборевме пулсот висок, зголемен над 150. Она популарно наречено прескокнување на срцето. Кој што е можда и најчестата причина за барање на кардиолошка консултација. Нели, од X причини срцето ми прелюпна дали навечер, дали са бајле, пред јадење, зад јадење, тоа се нели најчести консултации кај нас и тоа е нешто и тука е нели да укажеме на кој пациент не треба да се секира или треба да бара причина надвор од срцето или да бараме причина во срцето, али пак ќе потенцирам овие екстрасистоли што се поединечни, секогаш се треба да бараме причина и надвор, пак ќе повторам, покачен крвен притисок, шеќерна болест, дека ке тие пациенти, обезноста е сега огромен проблем во модернава и за жал и во Македонија, значи зголемената телесна тежина не прави помалку физички активни, а аритмиите и покачениот крвен притисок драматично се зголемува и тоа е нешто што тоа е една модерна епидемија во човештвото, за жал и во Македонија. Обезноста е еден клучен или негативен фактор на сите нас. Дали има некаква класификација кај аритмиите? Зборувам, нели дали одреден тип се лекува со лекови, па на крај велите дека има и некаква интервенција, или се зависи од состојбата на пациентот кога ќе дојде на консултација? Да, од кардиолошка гледна точка аритмиите имаат различни поделби, грубо се поделени бидејќи срцето има предкомори и комори, значи има предкоморни аритмии и коморни. Предкоморните аритмии и коморните, значи прво се обидуваме со терапија, со одредени антиаритмици. Почесто кај предкоморните аритмии, овие што ги спомнав, вродени кружни тахикардии доминантно се предкоморни и тие се решаваат најчесто со радиофреквентни аблации, доколку збориме за коморни аритмии, ако се појават во релативно млада возраст до 30 година, секогаш треба да помислуваме за генетска основа на тие аритмии и сега имаме одлични пакети во нашите болници, како и во Систина, кај што со генетски мапинг се бара причината за овој тип на аритмија, со тоа не прави поголеми доктори да знаеме во кој правец да ја одредиме нели третманот и најчесто кај тие пациенти или се прават радиофреквентни аблации на тој дел на срцето кој што во Македонија сме нешто во почеток за тие аблации, а вториот опција е ставањето на одреден тип на стимулатор на срцето, во народот познат како песмейкер, кој што имаме песмейкери и за тахикарди, ова е за коморни аритмии, така наречени имплантибилни дефибрилатори, да кога пациентот ќе има аритмија, апаратот ќе ја препозна и со начини на забрзан пулс или дури и со шок, за тоа се среди, а во главно песмейкерите се работат за другиот тип на аритмии, тоа се така наречени спори срцеви ритмови, кај што песмейкерот е златен стандард во третманот и тоа е една рутинска процедура во Македонија и во Систина, апсолутно. Дали аритмиите се животно загрозувачки и кога? Одредени аритмии да, така наречени малигни срцеви ритмови, посебно се тие аритмиите во комората што се потекнато и тоа е една од најчестата причина за нагла срцева смрт. Се извинувам. Нагла срцева смрт во нашата популација. За жал и младата популација не е нели оставена на страна од оваа гледна точка и затоа кога ќе се појави тој тип на малигна аритмија, уште повеќе бара овој генетски мапинг за да видиме дали таа аритмија е животно загрозувачка и во кој степен и тогаш треба многу брзо и адекватно да се реагира. Во одредени број на такви аритмии треба се бара повторно и друга структурна болест на срцето, тоа е болест на крвните садови и болест на валвулите, но во најголем број случаи се работи за вродена
така наречена коагулопатија, значи одредени проблеми со натриум, калиум, канциум пумпите. Решавањето е ставањето на дефибрилатор со генетско модифицирање. Тоа е една стварно озбилна состојба која што ја имаме. Не е тоа честа, за добро, нели во нашава кардиолошка пракса, но имаме и е апсолутно животно загрозувач. Предкоморните не се толку животно загрозувачки аритми, но одредени типови на аритми од друга страна нели ги прави пациентите инвалиди. Одреден тип на аритми може да направат мали тромчиња во срцето и да се прошетаат тие тромби најчесто во мозокот или во периферната циркулација, и тогаш тие аритми покрај антиаритмици бараат и антикоагулантна терапија, тоа е лекови за да се спречат создавањето на тромбите, и тогаш таа терапија антикоагулантна е доживотна, кој што зборам и како превенција да не добие пациентот, доколку добие па апсолутно е тоа. Значи една аритмологија е една страшно комплексна приказка, нели, кој што ама во модерната кардиологија имаме и многу добри лекови, а уште подобри интервенции за ова, и да ги пациентите што подолго време оставиме без лекови, што е одлично. Кога сме кај аблацијата, може ли да им објасниме на гледачите за каков тип на интервенција станува збор, колку време се останува во болница и дали ова значи трајно лекување за самиот пациент? Радиофреквентната катетер аблација, тоа е комплетното име, не е операција, значи тоа е интервенција која што трае, зависи интервенцијата од 1 до 2 часа. Значи безболна, се работи најчесто преку венскиот или артерискиот систем од типот на интервенциите. Порано ги државме неколку дена во болница, сега се трудиме еден ден, дури и истиот ден ги пуштаме дома, но нели умно и паметно еден ден, нели, од пациент до пациент и така натаму. И во, како што спомнав, во практички одреден тип на аритми, а тоа се од 10, што се вика 9 аритми, лекувањето завршува тука, односно пациентот после тоа нема аритми, нема потреба од никакви лекови и така натаму. И тоа е една, нели, буквално единствен метод во интерната медицина како хирургија. Значи, ако го извадите слепото црево, втор пат не може да имате слепо црево, нели, да имате проблем. Овде е буквално исто, и пациентите со години кога имале аритми, ние средуваме и после тоа практички го губиме пациентот од амбуланта, под наводници го губиме, нели, за добро негово. И тоа е тоа, значи, една метода која што стварно сме многу горди, нели, и во Систина и глобално во Македонија, кој што повеќе од 20 години се прави, и тоа е една стварно метода буквално на излекување. Така. Одредени аритми може да бараат кратко време одредени антиаритмични лекови зборам таблетка 2, но тоа се во многу мал број. Со други зборови, една метода која што излекува. Така. И за крај на интервјуто, доктора, е препорака до пациентите. На почетокот спомнавте, единствен златен стандард за детекција на аритмија е ЕКГ. Така. И ЕКГ буквално во која амбуланта, при тоа што ние за жал вчера имав аритмија, ние немаме меморија, ја да го видам срцето како работело вчера. Една од дополнителните можности сега се овие паметни телефони кои што апсолутно имаат, да не кажам, одличен запис на електрокардиограма, тоа е дополнителна работа. Значи, како и за другите кардиоваскуларни болни, превенцијата е златен стандард во лекувањето, значи да дојдат пациентите, посебно над 40 години, еднашка на контрола, да ги испитаат сите овие можни ризик фактори, да ја укажеме каде грешат, каде не грешат. Со тоа не се бара, нели, секој ден контроли, но се бара периодични контроли, зависи од ситуацијата. Во аритмологијата помалку треба контроли, но контролата е еден од тоа. Значи, бар еден електрокардиограм, дека одредени аритми, ние можеме и на нормален електрокардиограм да укажеме дека овој пациент има шанси повеќе да направи аритми или не, посебно во педиатриската возраст. Значи, ставот е сега, секој дете, наше, доаѓам од болница кај што има гинекологија, секој дете излегува со ЕКГ, поради тоа што некои одредени промени ги гледаме многу рано, а не да се изненадиме на покасните возраст. Со други збори, као и за секоја медицина, превенција, контроли, регулирањето на сите ризик фактори и физичка активност. Секое седење подолго од саат време е тромбогено, треба да станеме од сите било што и да работиме. Така.
Почитувани гледачи, ова беше доктор Иван Трајков од приватната болница Џибадем Систина. Вие останете со програмата на Слободен печат, следете не на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.